Ако споменеме дека имаме промени оваа нова учебна година, ќе трае годината до 17 јуни, но затоа ќе има пролетен распуст од 29 април до 5 мај. Она кое што постои како информација дека имаме оваа година над 250.000 ученици, од кои што 20.000 се првачиња. Но ние ќе се задржиме на нешто друго. Она за кое што сите ќе се согласиме дека е важно, а тоа се учениците или децата. Ќе зборуваме за тоа какви генерации едуцираме, како ги воспитуваме и дали всушност овозможуваме квалитетно образование на оние пред кој што е и кој што се всушност иднината на нашата земја. За ова или на оваа тема зборувам со, како што најавме со Марко, нашата Нада Молировиќ, со која што ја отвараме оваа сезона, едукатор, мотивацијски говорник, професор или во долги години во таа професија и поранешен директор на едно од нашите основни училишта. Нада, добро утро и добро дојдовте во нашата студија. Добро утро и ви посакувам успешна сезона. Слушнавме кратко за тоа кои се предизвиците со кои што се соочуваат и наставниците и учениците, но имавме сезона или година исполнета со предизвици. Ако на почетокот на новата учебна година и министерот и премиерот споменаа дека фокусот треба да биде и на институциите и на граѓаните, токму кон она што е најважен интерес за учениците, но некако со оглед на предизвиците не е таму фокусот или барем се дефокусира, што апсолутно влијае на учениците. Јас би се сложила со вас дека современиот термин со кој што сакаме да ги замениме зборот проблеми, ние го велиме предизвици. Да. Јас повеќе би кажала дека ние навистина со години се соочуваме со таков вид на проблеми кои што директно се одразуваат врз процесот, особено врз наставничката професија и она што е најважно како нивни едукатори, велиме дека единствената професија на светот каде што допирате најмногу човечки животи, каде што можете некого да инспирирате или некого можете да не дај Боже да го спуштите, што се вели, во една негативен контекст на движење во неговиот живот, тоа се наставниците. Мислам дека во овој свет на промени на технологија, на толку многу знаење што ни се распослало по Google и по денешната вештачка интелигенција која што може за 5 секунди да ви ги даде сите добри информации кои што ќе му служат на човештвото, на сите нас. Ние за жал се уште се занимаваме, мислам, со еден начин на кој што не умееме убаво да го артикулираме прво што е нашата визија, што ние сакаме во нашето образование. Што ние сакаме од нашите деца. Кога ќе си го одговориме тоа клучно прашање, што ние очекуваме, какви деца ние сакаме да изградиме или каков производ да произлезе од основните, средните и понатаму во високото образование. Меѓутоа основното мислам дека е навистина клучното, бидејќи тука се создаваат млади личности каде што нивната личност буквално на персоналите што викаат кој сум, што сум, каков сум и како ќе се однесам се случува токму таму. Јас често пати јавно зборувам, не заради тоа што би сакала да звучам дека сум нешто многу по од луѓето кои што работат во министерството, кои што ги креираат политиките, меѓутоа долгогодишното искуство кое што сум го имала и тука и во светот, постојано интересирајќи се каков вид на систем образовен е потребен на нас денес во Македонија во 21 век, навистина ми создава едно чувство на, како да ви кажам, една одговорност општествена за која што јас постојано зборувам. Меѓутоа, знаете, ние само си зборуваме, си кажуваме, никој никогаш не повикал или не мора да не повика, не мора да било чисто една, знаете, размена на искуство и на некакви знаења кои што може би да бидат и може да бидат една добра подкрепа. Она што сега се случува и со новите концепти, знаете, вие спомнавте сега дека се направила реформа, новина, покрај концепцијата за 9-годишното образование, кој што апсолутно за мене е навистина еден тежок документ, неразбирлив документ, за читање, за спроведување, тоа наставниците го чувствуваат на терен, бидејќи ако вие немате јасни насоки како сето тоа што е замислено како концепт треба да се директно имплементира, со какви алатки, со која технологија, со кој метод, а за тоа е потребна длабока едукација на наставниците и тоа пред да почне концептот,
Знаете, сега во ова време навистина нас ни се потребни толку многу размисли за децата. Не е реформа ако вие направите одмор. Јас дури не ни регистрирав кога е тој пролетен. Знаете, ние ги правиме работите на несуштински, не разговараме за суштинските работи. Еве и вие сте родител, предпоставувам, така? Да. Значи, како родители, апсолутно треба да бидат сите родители запознаени кога нивните деца тргнуваат во училиште, без разлика, особено за првачињата, бидејќи тие прв пат влегуваат во институцијата образовна. Меѓутоа, сите родители мора да добиваат информации што се случува во смисол не, знаете, на телеграфски ќе учиме, ќе бидеме, да се доаѓа во училиште, се прави тоа, знаете, оние технички задолженија, технички работи што треба да се вршат. Меѓутоа, конкретно, што училиштето очекува од родителот? Како тој треба своето дете да го воспитува, да го подготвува пред да појде во училиште. Да, и откако ќе појде, како да го насочува понатаму и кон навиките за учење, но и кон она кое што велите, нели суштината е тоа какво знаење ќе добијат. Апсолутно. Иако она кое што го добиваме како информација се само материјалите кои што треба да се набават, нели? И начинот на кој што веројатно понатака ќе се Дали би тоа од помош? Па апсолутно не, и не само што не е од помош, туку и не е доволно во однос на тоа што е останатото кој што треба да го правиме, да го очекуваме или да дадеме придонес како родители, особено она кое што ми е потребно и неопходно на учениците. И од тука и во интерес на времето јас би сакала исто да се задржиме нешто за кое што вие исто често говорите, а и често се говори во последно време, има многу причини зошто. Ако зборуваме за менталното здравје кај децата, кај учениците од една страна, колку е тоа важно за квалитетно образование, а од друга страна пак задоволството, па и професионалноста на наставничкиот кадар, што видовме и незадоволство, нели, и кај професорите и наставниците. Ивана, кога вие немате доволно во себе информации, ги немате алатките во себе, ја немате сигурност, ја немате чувството на поддршка од системот, од оние кои што тоа треба да го направат, не се чувствувате безбедни да реализирате успешно. Меѓутоа, она што е најважно, ние, нашите деца, значи првата визија или првијата цел треба да ни биде среќни деца во училиште. Тоа треба да биде мислам на ниво на Македонија. Затоа што ако имаме ние среќни деца, ние ќе имаме здрави деца. А ако имаме здрави деца, тие ќе имаат елан и ќе имаат љубов за да учат. Затоа што само среќни деца ќе бидат инспирирани и ќе сакат да стекнуваат знаење, затоа што преку стекнување на некои нови знаења, тие фактички, знаете, стануваат уште посреќни и позадоволни од посетувањето на училиште. Менталното здравје или здравјето на умот, емоционалното здравјето на емоциите, ние го трнавме на страна. Значи, тоа е оставено на милост и немилост од умењето и знаењето на родителите, прво дома, а потоа во училиште. Наставниците не верувам дека поминуваат на таква едукативна некој тренинг, кој што нив ќе им овозможи прво себе си како личности да умеат да се справат со сите овие стресни нејасноти, со навистина преголемата побарувачка, што се тие треба да направат за кратко време, и немајќи онаа поддршка. Значи, јас како мислам, да ги трнеме на страна и концептите и се, што треба ние да направиме? Ние би требало за нашите деца кои што одат во основно образование да го укинеме оценувањето. Прво, да го укинеме оценувањето. Постојаното тестирање на деца е нездраво. Тоа постојано им предизвикува стрес и некој ќе че па како ќе ги оцениме. Така ќе направиме на семестар, на полугодие, едно тестирање да видиме докаде. Не заради апсолутно и заради нив, за да им кажеме докаде тие напредуваат, меѓутоа и за наставниците и за целиот систем како образование да видиме докаде сме, што сме успеле да направиме. Ние имаме толку многу извештаи од типот на во ПИСА, нели тие интернационални, каде што ни кажува дека сме функционално неписмени. Па ако сме функционално неписмени, од каде треба да почнеме? Значи, да немаме учење на таква содржина која што луѓето, децата со своите родители ќе ги најдат на интернет, затоа што знаењето го има. Нас не треба вештината. Што да правиме со тие знаења што ќе ги има? Кое знаење мене ми треба? Затоа што, Ивана, знаете, децата секогаш си го поставуваат прашањето кога да во училиште и кога треба да видат една содржина наставна и ќе кажат, а зошто ми е ова? А зошто го учам ова? А каде ова можам да го применам? А зошто да вложам време? Дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, ние треба да се занимаваме во основно образование, децата да ги учиме карактерно, да го развиваат својот карактер во соработка со своите родители, па така взаемно можеби ќе ги вратиме оние вредности семени кои што ни се изгубија некаде, кои што сметаме дека со едно време
треба да ги оставиме таму, а се многу важни, бидејќи поентата на сите нас и на нашите деца е како да бидат добри луѓе. Ако ние не направиме добри луѓе со добри карактеристики кои што ќе бидат корисни не само за себе, туку за околината околу себе, тие ќе бидат корисни за општеството. Значи јас сум повеќе на промени од типот. Ако одам во училиште, сега сум прво деление, до 4-то, до 5-то деление да се занимаваме со основните знаења и вештини, како да разговарам со другарчето, да го запознам другарчето, да видам тој какви потенцијали има, тој каков талент има, да не му бидам завидливо зашто викам не ни треба оценување, затоа што со оценувањето ние децата ги направиме да бидат завидливи. Оценувањето не само што е стрес, затоа што наставниците па во фрките тие постојано само тестираат, не прашувајќи се какво е чувството на детето кога постојано вие само го тестирате. Меѓутоа детето треба да има фокус да стекнам знаење, да умеам да го применам и каде тоа да го направам. Така е, верувам дека еве ова е голема и широка тема за која што навистина ни треба и многу повеќе време, но ние имаме уште една сезона пред нас, па ќе може се надевам да се гледаме почесто и да ги отвораме овие теми. Дали надлежните ќе имаат слух за сето тоа и дали ќе очекуваме или само ќе се надеваме на одредени промени кои што ќе се однесуваат токму на ова кое што вие го споминавте, останува на времето да видиме. Верувам дека оваа порака преку овој начин што ја пренесуваме ќе допре барем колку толку до оние кои што се дел од нашиот образовен систем и до конструирање на истиот, па и до родителите кои што се разбира и тоа како го очувствуваат се тоа. Наде ви благодарам многу за времето и за тоа што секогаш позитивно одговарате на нашите покани. Благодарам многу.